Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани, во наредниве минути друштво ќе ни прави нашиот и ваш денешен гостин, господин Страшо Ангеловски, председател на МАК, аналитичар, колумнист, добар познавач на сите збинувања во Македонија и пошироко пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје, кого го покануваме во овој моменти да ни се придружи преку видеолинковското поврзување. Се надеваме дека нема да имаме проблеми и дека се ќе биде во ред. Веруваме за некоја секунда ќе биде со нас. Се надеваме дека не слуша господинот Ангеловски. Господин Ангеловски, добро ви утро и добре ми дојдовте на Македонски корени. Еве, повторно ни причинивте големо задоволство и чест што сте заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Добро утро, ќе ја започнам емисијава со една мала шега. Веќе чув кога рековте дека се наоѓам во чекалната, исто како Македонија во чекалната на ЕУ, со тоа што јас малку порано нели успеав да влезам во програмата. Добро ви утро и од мене, господине Ангеловски. Ви благодариме за прифатената покана. Се надеваме дека и денес ќе ги удостоиме нашите слушатели и гледачи. Јас се надевам дека ќе ги удостоиме со вистина. Се обидувам се она што го зборувам, се она што го пишувам да биде онака како што е, без при тоа да му додавам нотки на нешто поубаво, на нешто измислено, на нешто лажно, и од тука верувам дека и овој разговор ќе биде интересен и поучен за нашите пријатели кои не следат. Токму така. Пред 2 дена, поточно во четвртокот, Македонија ја посетија министрите за надворешни работи на Австрија, Словачка и Чешка, позната под името група на Жозеф Борел. За време на посетата се сретнаа со шефот на македонската дипломатија Буера Османи, а се сретнаа и со пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, заедно со раководството на ВМРО ДПМН. Како гледате на оваа посета и изјавите кои одат во насока дека ако не сме ги прифатили измените во тој случај, Македонија ќе се соочила со можноста да биде изолирана, особено како гледате на изјавата на министерот за надворешни работи на Словачка, која ја даде за време на пресконференцијата, на која што рече дека ова е единствена можност, тешко е дека ќе може да се повтори, може да го искористите овој момент и дека нема да има нов договор. Ќе се обидам да бидам краток, меѓутоа ова прашање заслужува малку подолга елаборација, па од тука ќе украдеме малку време од другите прашања за ова да го одговориме малку подетално. Не мора да брзате, земајте време, ние ќе стоиме ако треба цела ноќ. Ете така, ќе почнам најпрвен од крајот на вашето прашање, од словачкиот министер за надворешни работи, за да ја објаснам состојбата со Европската Унија, со државите во Европската Унија и со кризата на лидерство во тие држави. Значи, ниту е тој некаков министер, ниту тој знае нешто за македонското прашање, ниту знае за проблемите кои ги има Македонија, тој едноставно има добиено наредба тоа да го проговори и да го каже на средбите со македонскиот врв и пред македонските граѓани. Во овој момент државите од Европската Унија, за жал, имаат неверојатна криза на лидерство. Вие веќе немате лидери од типот на една Ангела Меркел, да се вратам наназад, од типот на еден, да речеме, Оланд или од типот на еден Дегол, ако сакате да се вратиме уште поназад, кој дури и на едно НАТО му рече не и ја извлече Франција од НАТО, затоа што едноставно сметаше дека е така потребно. Вие денеска имате луѓе кои ниту ги знаете, ниту имаат каква и да е политичка позадина зад себе, освен тоа дека учествувале на школите за млади лидери кои Соединетите Американски држави ги одржувале. Тоа е целото нивно портфолио, тоа е целата нивна политичка позадина. Тие луѓе едноставно немаат авторитет за да ми се обраќаат мене, да ви се обраќаат вам, да му се обраќаат на еден народ со 2000 годишна историја и да му објаснуваат ова или она и да му кажуваат дека доколку да го уценуваат и да му кажуваат дека доколку денес не ги прифати нивните уцени и закани, дека тие
не дека ќе биде изолиран, туку дека тие ќе му ја продолжат изолацијата се до неговото исчезнување. И сега да се вратиме наназад, за да знаеме што ни се случува. Веднаш после 8 септември 1991, кога заради потребите на надворешната политика на Соединетите Американски држави, за да се одземе моќта на дотогашната Југославија, односно моќта на Србија, која беше главниот играч во таа Југославија, дојде до распад на СФРЈ и до формирањето на независната македонска држава. Веќе од утредента, големите европски сили, кои во 1913-та ја поделија Македонија, веќе од утредента од 9 септември 1991 размислуваат како повторно Македонија да биде поделена и Македонија да не постои, за да не може да биде исправена нивната историска грешка. Од тогаш до денес се води таа непрекината битка за уништување на Македонија. Ами единствена држава која во 92-та од Бадинтеровата комисија доби потврда дека заслужува да биде признаена и заслужува да биде независна држава беше Македонија. Што добивме од сето тоа? Ништо, тоа беше лага. 95-та Обединетите нации кои се формирани за да ги заштитат народите и државите, посебно оние малите држави и нации, Обединетите нации кои во својата декларација го имаат тоа зацртано, го прифатија диктатот на големите европски сили и нам ни наметна разговор за нашето име, ни наметна можност да ни наметна обврска да си го смениме знамето, да го избришеме членот 49 од нашиот устав, за да ги избришеме малцинствата кои живеат во соседните држави. Тоа сето продолжуваше понатаму од 2001 со наметнатата војна од страна на албанските терористи, вооружени и обучувани од НАТО и од сојузничките сили кои денес истото го прават во Украина, па со 2004-та нели со територијалната поделба и сето тоа продолжува до денес за да се доведе Република Македонија до поделба меѓу Албанија и Бугарија. Значи, нашите гледачи, нашите пријатели кои слушаат, ова мора да го знаат и ова ќе го потврдам со еден податок. Значи, не е проблем бугарите да влезат во македонскиот устав. Исто онака како што се влезени хрватите, бошњаците, србите, албанците, ромите, власите и така натаму и така натаму. На крајот на краиштата, еве ќе бидам малку да речеме, ете така, посериозен во кажувањата, ами ние најбратски народ од сите народи на Балканот, нам ни е бугарскиот. Не затоа што е бугарски, туку затоа што македонските семејства протерани од егејскиот дел на Македонија, македонските семејства пребегани од вардарскиот дел на Македонија и автохтоните македонски семејства од пиринскиот дел на Македонија се оние кои ја создаваат бугарската нација. Ние имаме илјадници македонски семејства овде во Македонија, кои имаат роднини, имаат братучеди, имаат стриковци, имаат вујковци и не знам што во Бугарија, како дел од бугарската нација, но како дел од македонскиот народ кој учествувал во создавање. Ами што имаме ние, например, заедничко со бошњачкиот народ, освен битката на Неретва, да речеме, и ништо друго. Од тука не е ненормално да влезат бугарите во нашиот устав. Ненормално е тоа што ќе се случува после тоа, после дадените 100 повеќе илјади, 150.000 или не знам колку државјанства, затоа што официјалната Софија, официјалната бугарска антимакедонска политика ќе се обиде токму таа бројка да ја искористи за да го бугаризира македонското општество. Од тој момент со тие 150.000 државјанства кои ќе бидат употребени како 150.000 граѓани на Република Македонија со бугарско потекло, според рамковниот договор и според оние балансери и се она што го имаме, за жал нешто
невидено во светската историја, кој единствено кај нас го инсталира, ним ќе почнат да им следуваат културни институции, образовни институции, вработување и се тоа на бугарски, условно речено, мајчин јазик. Така ќе започне една спирала на бугаризација на македонското општество, затоа што оние луѓе кои денес ние имаме македонци кои се пишуваат албанци за да бидат вработени, многу полесно ќе се пишуваат бугари за да го имаат истото тоа. Бугарската официјална политика ќе почне да дели високи стипендии за да се школуваат нашите деца на бугарски, според нив на бугарски мајчин јазик, и повторно тоа ќе биде прифатено и така ќе започне бугаризацијата на македонското општество. Но повторно не е тука виновна Бугарија, туку се виновни големите европски сили кои сакаат ова да го направат. Зошто? Затоа што Европската Унија единствено на Република Бугарија и дозволи надвор од сите европски стандарди да дели државјанства на македонските граѓани. Ама ајде обидете се, појдете во Германија, во Белгија, во Холандија и каде и да е, и само со изјавата дека вашите родители се германци, белгијанци или не знам што, да добиете државјанство. Зошто Европската Унија за сите своји држави има едни стандарди, а само на Бугарија и дозволуваше надвор од сите стандарди преку трупа да ги исфотокопира овие државјанства. Значи, треба да ни биде јасно дека двојните стандарди на големите европски сили се тие кои го диктираат ова и кои сакаат да доведат до мнозинство од 20% бугари, 20% албанци и при тоа избришана припадноста на македонски народ и македонска држава, затоа што успешно направија асимилација во некоја северно-македонска држава и северно-македонска нација. И на крајот на краиштата ќе остане да постојат албанци, бугари, северно-македонци и сите останати. Таа е играта за да се подели Македонија на крајот на краиштата, токму тие европски, големи европски сили во 2008-та дури и на најголемата светска сила на Соединетите Американски држави во Букурешт успеа да и се спротивстават и да не и дозволат на Соединетите Американски држави да ја внесат Република Македонија во НАТО и да се избегне сето ова што се случуваше после тоа. Значи, треба да ни биде јасно дека официјална Софија е извршител на плановите на големите европски сили, овде пред се ќе ги кажам Франција и Британија, кои не можат да се помират со ревизијата на Букурешкиот договор и со создавањето на македонската држава. Значи, да бидеме јасни, да бидеме гласни и да знаеме дека треба да се спротивставиме. Ами ние, уште 92-та и 95-та, кога започна оваа тортура на македонскиот народ и на македонската држава, македонските власти требаше да бидат свесни дека започнува една спирала на условување на закани и на уцени и требаше веднаш да се каже дека не ни треба ниту ЕУ, ниту НАТО под вакви услови. Можеби се уште не е доцна да дојде до една нова влада, која влада ќе има автентична и автохтона македонска политика, за да го каже ова и да рече дека извинете, меѓутоа ние македонците имаме чест, имаме достоинство, имаме интегритет. Доколку сте подготвени како такви да бидеме дел од вашето друштво, да, доколку не, тогаш немаме потреба да ги правиме сите нешта кои од нас ги барате. Убаво кажано. Како гледате на изјавата на Бујар Османи, кој на една национална телевизија рече дека ако не сме ги направиле уставните измени сега, ќе ни се случило сценариото со името, притоа додавајќи дека ако заради неуспешни уставни измени сме ги прекинеле преговорите, Европската Унија ќе речела прво да сме ги решеле односите со Бугарија, за да може да продолжиме со преговорите за членство во ЕУ. Како гледате и на изјавата на Османи дека тоа ќе значело целосно билатерализирање на процесот? Како гледате и на непроменетиот став на пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, како и на раководството на партијата дека не прифаќаат уставни измени под диктат на Бугарија? Ке се издржат ли ваквите притисоци, бидејќи Османи најави дека во Македонија ќе дојде уште една тројка која е составена од Франција, Германија и Полска?
Какви пораки очекувате од средната тројка? Дали и тие ќе не убедуваат дека 19 години го трчаме маратонот и дека ќе било срамота ако сме се сопнеле на последната препрека од тој маратон, иако целата македонска јавност, пред се целиот македонски народ, знае дека ние не сме ни ја почнале таа маратонска трка, туку само се припремаме за трчање. Ајде, повторно ќе почнем од крајот, па ќе одиме кон почетокот. Значи, ние не можеме да се препнеме, туку може само тие кои не мислат зло да не поттурнат за да се препнеме. Ние самите сме доволно паметни, доволно мудри и доволно способни да одиме и да трчаме онаму каде што треба. Но 30 години тие кои ни солат памет не поттурнуваат на нашиот пат, постојано и постојано не поттурнуваат и присуството на новата тројка, еве самите гледате дека најпрвин беа представници на помалите, условно речено, држави земји членки на Европската Унија, а сега треба да дојдат оние кои ги представуваат големите, Франција, Германија и така натаму, и Полска, државата која покажува се повеќе фашистички манири во своето однесување и желба да загосподари со туѓа територија, тоест со половина од територијата на Украина. Доколку таквите луѓе се оние кои треба нам, на антифашистичкиот народ, на народот кој со крв се избори против фашизмот за да ја создаде оваа држава, доколку такви потомци на неонацизмот се тие кои треба да ни солат памет и да ни кажуваат, тогаш повторно ќе речам не ви благодарам, оставете не, еве, не мора да бидеме во вашето, нели во нивното елитно друштво, во нивниот елитен клуб, како што самите си се нарекуваат во еден момент, дури рекоа дека таа била рајската градина, Европската Унија била рајската градина во светот, а се останато било џунгла. Тоа се нивните размислувања за самите себе. И кога зборувате, кога сакате коментар за изјавата на Бујар Османи, она што говорам за кризата на лидерство во европските држави, во Европската Унија, таа е пак двојно, тројно или 5 пати поизразена кај нас во Македонија. Ами ние од доаѓањето на човек со коефициент на интелигенција кој навистина, нека не ми замери, меѓутоа се наоѓа некаде на дното од 2017. Значи од доаѓањето на Заев на чело на оваа држава па наваму, ние имаме страотна криза на лидерство. Ние имаме криза на тоа не може дури ни лидерство да се нарече, туку дури имаме криза на луѓе кои работат во државната администрација, како министри, како премиери, па вие го имате сега денеска, овој престолонаследникот на Заев, човекот кој е сега премиер, го имате Бујар Османи, го имате Маричич, ја имате министерката за одбрана, која се осмелува на самитот на НАТО во Вилнус да рече дека ќе ја поразила Русија, дека мора да се продолжи. И видете, тие имаат еден наратив обратен, секој оној кој денеска е против војна, секој оној кој е против понатамошно вооружување и крвопролевање во Украина, тие го означуваат како проруски, како авторитарен ваков или онаков. Оној кој се залага за војна, оној кој се залага за натамошно вооружување, за натамошна ескалација на судирот во Украина, оној кој се залага за да почне да се користи касетната муниција, оној кој се залага за да почне да се користи дури и нуклеарно оружје, тие се демократите и напредните во овој свет, а ние кои се залагаме да заврши војната, ние кои се залагаме да нема повеќе крвопролевање, да нема невини жртви, ние сме проруските агенти. Ете таа криза на лидерство, криза на ум, ако сакате, криза на достоинство. Бујар Османи едноставно најпрвин оди да се консултира и да добие инструкции што треба да каже и што треба да работи. Како што го прават тоа, впрочем, и останатите министри за надворешни работи во Европската Унија. Ами вие имавте пример кога се случи бунтот на Пригожин во Русија, излезе токму министерот за надворешни работи на Чешка, излезе уште вечерта во 10:30 со објава на социјалните мрежи и вели се гледаме летоска во Крим.
И тој доби одговор од Марија Захарова, од портпаролката на Министерството за надворешни работи, да, му вели, че ви резервираме и хотел на Крим. Значи, видете, еден дипломат, еден човек кој треба да има такт, кој треба да размислува, кој треба да причека да види како ќе се одвиваат нештата и стрчува веќе по 2 часа со тврдење дека готово Украина ќе го ослободи Крим и дека тој веќе на лето ќе појде во Крим да летува. Тоа се луѓе со без интегритет, луѓе без достоинство, такви се впрочем и нашиве овде и од нив немате што да очекувате. Господин Ангеловски, како ќе ја прокоментирате изјавата на Османи дека уставните измени ќе поминат многу мазно? На што ги темели ваквите изјави? Дали е можно ваквите изјави да ги дава врз основа на дадено ветување од меѓународните бриселски бирократи, дека ќе му обезбедат двотретинско мнозинство со балкански методи? Колку може да му се верува на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека за многу скоро македонската јавност ќе се уверила дека во ВМРО ДПМН е имало пратеници кои ќе ги поддржат уставните измени? Дали очекувате уставните измени да се случат и дали тие ќе се случат со балкански методи, како и за промената на уставот со што го сменија нели историското име ставајќи ја Кованицата Северна? Најпрво изјавата на Османи можеме да ја протолкуваме со она старата македонска дека гладна кокошка прососонува. Од тука тврдењето да тврдиш нешто кое не зависи од тебе дури не најблагоречено ќе речам дека е невкусно. Значи, доколку зависеше од Османи, досега ова сето веќе ќе беше завршено. За негова жала, за среќа на македонскиот народ, ова зависи и од тие 40 и кусур пратеници на коалицијата за обнова на Македонија. Според она што јас го имам како сознание, од разговорите со пратениците, од разговорите со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, не постои пратеник во коалицијата за обнова на Македонија кој ќе гласа за измени на уставот и за вакво внесување на бугарите во уставот на Република Македонија. Постои една друга варијанта и Бујар Османи ќе треба со таа да се помири. На крајот на октомври ќе имаме вонредни парламентарни избори. Тој тоа треба да го знае. Верувам дека го знае, но верувам дека со ваквите изјави си дава кураж себе си и на оние околу него, инаку парламентарните, вонредните парламентарни избори, еве нека биде ексклузивно од мене објавено, мислам дека не грешам и дека на крајот на октомври веќе ќе ги имаме. Од тука паѓаат во вода сите можни варијанти за промена на уставот до тој ден, односно за влегување на бугарските граѓани во уставот на Република Македонија. Премиерот Ковачевски од Вилмус, Литванија, каде што учествуваше на самитот на НАТО, изјави дека уставните измени најдоцна до крајот на јули ќе стигнеле во собранието и дека овој пат ветото нема да дојде од дома, надевајќи се на некакво проевропско крило во ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Зошто власта брза со промената на уставните измени? Која е потребата и дали треба да се случи кога мнозинството на македонскиот народ и македонските граѓани се противат на уставните измени и вметнување на бугарите во преамбулата на уставот? Знаете што, повторно мора ова да го малку пошироко да го објасниме, значи со почетокот на војната операција во Украина започна рекомпонирање на светскиот поредок. Започна уништување на униполарноста и започна воведување на нов мултиполарен свет во кој, за жал, Соединетите Американски држави ќе останат една од светските велесили, меѓутоа нема да бидат светскиот джандар кој преку слугите во Европската Унија ќе диктираат што и како да се случува во Европа и во светот. И тие свесни за тоа, свесни дека тој процес се одвива многу брзо, се обидуваат да го завршат она што го зацртале, а што нашите послушници, продадени слуги од Македонија, ветиле дека ќе го исполнат. Тој Ковачевски, човекот
не знам како дојде овде да се најде на позицијата на која се наоѓа, едноставно ниту треба да биде тука, ниту некој му дал глас за да тој биде тука, ниту го гласал, ниту не знам што да речам, меѓутоа можеби ево право дека уставните измени ќе се најдат во собранието во јули. И не е проблем да се најдат. Проблем е дека нема да се изгласаат. Значи, треба да биде јасно дека и Ковачевски, исто како и Османи, во Вилнус на неуспешниот самит на НАТО, на самитот кој требаше да биде победнички самит, на кој ќе беше потврдена улогата на САД како светски полицаец и улогата на НАТО како најмоćна сила. За жал, тој самит во Вилнус беше неуспешен и оттаму сега сите се враќаат со изјави кои сакаат да се остварат, меѓутоа изјави кои за жал, за нивна жал, нема да бидат реалност. Мултиполарноста ќе значи дека се повеќе држави ќе може да си го избираат собствениот пат, дека не ќе мора да одат по патот кој некој им го трасирал и по патот по кој како со остен, како нели овчарот со остен ги ја тера стоката пред себе. Инаку она што во моментов се случува со НАТО и со Соединетите Американски држави и со состојбата во светот наликува на онаа малската приказна кога во едно мало имате еден насилник кој ги тепа сите околу, ги тепа послабите, ги тепа помалите и сега тој се стекнал со да речеме авторитет и сите се плашат да му возвратат. Сега НАТО и Соединетите Американски беа тој малски насилник кој во светот им удира шлаканици на сите кои не сакаат да слушат. Денес, откако Руската Федерација успешно им се спротивстави и докажа дека НАТО не е никаква сила, ги уништува нивните тенкови, ја уништува нивната жива сила, ги уништува нивните инструктори и така натаму, да не се разбереме, војната ја осудувам во целост, меѓутоа ја кажувам суштината на она што се случува, кое за жал можеби не можеме да го чуеме на мејнстрим медиумите. И откако сега еден успеа да му врати на тој насилник. Вие гледате, се повеќе држави во светот се ослободуваат од стравот и се повеќе од држави во светот веќе од тој насилник не се плашат. Една Саудиска Арабија, која беше најголемиот сојузник на Соединетите Американски држави, меѓутоа беше затоа што беше приморана, сврти грб. 17 држави во светот, меѓу кои Аргентина, Египет, Турција и така натаму бараат да станат членки на БРИКС на августовскиот самит кој ќе се одржи во Јужноафриканската република. Значи почнуваат да се менуваат нештата и Ковачевски и Османи го знаат тоа, уплашени се за собствената иднина, за собствената судбина, оти ќе дојде ден кога ќе треба да одговараат ова што тие луѓе од 2017-тата наваму и го прават на Република Македонија. Тоа може да се подведе под графата предавство, може да се подведе под графата воспоставување на државата под влијание на странски држави, а за тоа, верувајте, нема застарување на делото и за тоа се одговара. Дали на ова влада, така речено, им се помешани лончињата, тај излегуваат со изјави дека нас не бива, затоа мора да го отвориме уставот за да влеземе во Европската Унија, за таа да не ги решава проблемите. Зарем не треба да биде обратно, прво да си ги решиме проблемите дома, особено со правото, правдата и со корупцијата и криминалот, па потоа да тропнеме на вратата на Европската Унија, која очигледно долго ќе биде затворена? Па, знаете, тоа би било така кога и Европската Унија би се однесувала нормално во односот кон Република Македонија, кога би рекла, дајте најпрвин, завршете ги реформите, дајте, справете се со корупцијата, справете се со криминалот, дајте развијте индустријата, дајте отворете нови работни места, дајте направете ја просечната плата нека биде 1000 евра, па откако сето тоа ќе го сторите,
ајде ќе седнеме и ќе разговараме и за проблемите кои ги имате со соседите. Но откако веќе ќе бидете подготвени за влез во Европската Унија и откако ќе имате барем во една половина воспоставено стандарди што ги имаат воспоставено државите од Европската Унија. Значи, нашите политичари се однесуваат така, повторно ќе речам, затоа што така се инструирани. Односот на државите, на Европската наддржава, Европската Унија е таков. Дајте најпрво решете ги прашањата кои нас не болат, а нив ги боли нашето постоење, па потоа ќе видиме да ги решавате другите нешта, доколку обстанете и доколку и понатаму екзистирате како држава Република Македонија. Во моментов, ова ненародна власт во Македонија турка две опции. Едната е многу брзо да се почнат преговорите за членство во Европската Унија, а втората е да не поминат уставните измени и да не почне преговори. Што ќе ни донеси првото, а што второто сценарио кое го туркаат од оваа ненародна влада? Треба ли да им веруваме дека штом се промени уставот и ги вметнеме бугарите во преамбулата, веднаш ќе започне да ни тече мед и млеко и дека за 4 години ќе постанеме членка на ЕУ? Колку се реални ваквите изјави? Колку се реални изјавите за второто сценарио дека доколку сме го пропуштале возот, сега ќе сме останале изолирани за следниве 10 години? Па се сеќавате на легендарните зборови на Стојан Андов, кој тогаш беше председател на Собранието на Република Македонија, кој рече, ајде побрзајте, ќе го пропуштиме возот. Тогаш возот одеше до Белград, денес возот оди до Брисел, актерите кои го бркаат возот се истите тие, македонската левица, односно луѓето од СДСМ и сателитите околу нив, и трчаат по возот кој ќе ги носи некаде наместо да воспостават своја собствена промакедонска политика. Меѓутоа, знаете, менталитетот на слугата за навек останува таков. Останува да биде менталитет на слуга. Тие слугуваа на интересите на центарот од Белград и тие едноставно не можат да создадат своја автентична мисла, да создадат своји автентични одлуки и тие бараат кому сега да му слугуваат. И добро им дојде Брисел и бриселската европска наддржава за да имаат кому да слугуваат. И јас тоа го велам, за добар слуга не постои лош господар. Добрите слуги секогаш ќе си најдат господар. На времето беа слуги на Москва, потоа беа слуги на Белград, денеска се главните опоненти на Москва, а се слуги на Вашингтон и на Брисел. И што да зборуваме за таквите луѓе и што да зборуваме за нивното брзање со возот кој туку што не заминал. Значи да ги оставиме, да се обидеме во октомври, на крајот на октомври, овој народ треба да се обиде на опозицијата, на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, да и даде можност да има сила, да одлучува и да носи решенија и потоа да разговараме за некои ситуации кои одново ќе ги создадеме во Република Македонија. Како гледате на времената мерка од страна на Уставниот суд во врска со упатството на министерот за правда Логар околу графата во изводите од матичната книга на родени, умрени и венчани да ја пишува националноста? Зошто Уставниот суд не ја укина одлуката на Логар, туку стави само времена мерка? Како гледате на упатството на министерот Логар? Знаете, ние имаме Уставен суд кој секогаш кога ќе дојде сериозна ситуација во која треба да одлучува, тој се самопрогласува за ненадлежен. Ами, не е улогата на Уставниот суд да биде ненадлежен. Улогата на Уставниот суд е да го заштити Уставот со тоа што, штитејќи го Уставот, потоа надолу ги заштитува законите, а штитејќи ги законите ги заштитува граѓаните на оваа држава. Уставниот суд нас, граѓаните, не остава незаштитени во која и да е сфера, прогласувајќи се за ненадлежен. Тоа е прво. А што се однесува до инструкциите или како сакате, како беа наречени, на министерот Лога, е повеќе од јасно дека име полна уста со граѓанско општество, со граѓанска држава, со цивилно општество, со демократија, а во позадина работат на целосно етнизирање на Република Македонија, односно го бришат принципот на граѓанство,
и создаваат принцип на етничка припадност. Тоа не е ништо друго, освен во кој и да е документ кој ќе го добиете, да биде запишана и етничката припадност. Во оваа држава има македонци по државјанство и има кои се сите заедно државјани на Република Македонија, а секој од нив си има етничко потекло, кое никој не му го забранил, меѓутоа, кое не смее како потекло да стои во официјален документ. Господин Ангеловски, како гледате на фактот што во македонското правосудство делуваат два паралелни правосудни системи кои од една страна функционираат паралелно, а од друга страна се во постојан судер едни кон други? Во првиот правен систем влегуваат сите афери кои се случуваат во последниве години, меѓу кои е однесувањето на Рамиз Мерко, потоа амнестијата на оние кои отворија вратата во собранието на 27 април и на оние кои со лисици на рацете ги донесоа од затвор за да гласаат за промена на името, а во вториот правен систем пак влегуваат луѓето кои ги одбележаа како терористи и ги осудија со драконски казни кои се уште се во затворите, а некои дури и немаат право на затворски викенд, како и луѓето на кои им го ограничуваат правото на мисла и правото во она што веруваат. Може ли Македонија да се надева да постане членка на ЕУ со вакво правосудство? Како гледате на изјавата на државниот обвинител Јовевски дека сега ќе инициирал разговори, односно панел дискусии со сите надлежни институции за да се активирал национален фронт за борба против корупција и криминалот? Значи, еве пак од позади ќе почнеме од Јовевски, да не беше смешен, ќе беше, не знам што да речем. Значи, едноставно не е тој човек кој има авторитет, кој има можност да формира каква и да е ситуација во која ќе се справува со корупција, со криминал и со не знам што. Инаку вие многу погрешно велите кога велите дека постојат два правни система. Во Македонија нема систем. Во правото во Македонија не постои систем, туку постои дуизација на тој систем кој би требало да постои и едноставно преку своите кадри дуи стави рака врз целиот правосуден систем, врз правосудството во Република Македонија. Оние од типот на Ковачевски и тие околу него кои никако не избрани, не знам како дојдоа на власт, уште за ден, 2, 5 или 15 дена да бидат власт, за да можат да украдат уште малку од европските пари и од буџетот на Република Македонија, тоа го дозволуваат комплетна дуизација или грубизација на државава, при што тој и таков правен систем е демонтиран во целост. Ние да се разбереме, нашава држава, јас имав и текст напишав дента кога беше ноќе на полноќ, кога беше демонтиран споменикот на Андон Јанев Лазов Чосето пред судот во Скопје. Јас напишав дека со демонтажата на тој споменик започнува демонтажата на Република Македонија. Ние сме сведоци дека сите системи полека и систематски се демонтираат. Правниот систем е целосно демонтиран, здравствениот систем е демонтиран, просветниот систем е целосно демонтиран. Ние немаме образование, ние немаме култура, ние немаме правосудство, ние немаме Значи, ние единствено што имаме владење на неправото и на неправдата. И вие сакате да се движите кон Европската Унија и европските емисари продаваат демократија и ова и она, а ниту еден од нив не рече: дајте најпрвин, решете го проблемот со неплатената електрична енергија во Слупчане, во Арачиново, во Студеничани, нека биде тоа првиот показател за демократијата во оваа држава, нека биде првиот показател дека функционира правото и правдата, дека функционираат системите, па потоа да разговараме за проблемите со Бугарија и за се друго. Зошто ги затвараат очите и мижат пред она што и се случува на Македонија, пред неправдата, пред агресивноста, ако сакате, на едно малцинство, пред конечно апартхеидот кој во Македонија е воведен. Значи, таков правен систем во Македонија не постои и
повторно на крај и ова прашање ќе го завршам со потребата од нови парламентарни избори за да се воспостави таков систем кој ќе почне да делува и граѓаните на Република Македонија да се почувствуваат заштитени. Затоа што лага е дека младите ја напуштаат Македонија, затоа што немаат доволно пари, затоа што не можат да преживеат. Не. Секој оној кој сака може да остане и да заработува и да живее. Младите ја напуштаат Македонија, притиснати токму од ваквите неправди кои им се случуваат, затоа што гледаат дека нивните татковци мора да ја платат електричната енергија, дури и ако се невработени, дури и ако се социјални случаи, а од друга страна некој по 20 години не ја плаќа и уште вели треба да гори државата ако ние треба да ја платиме електричната енергија. Ете, затоа младите си заминуваат, а таквата ситуација ја создаде доаѓањето на Зоран Заев и сите оние околу него кои до ден денес владеат со Република Македонија, а дозволуваат грубизација на македонското општество. Господине Ангеловски, ќе дочекаме ли да завладее словото на законот кој ќе важи за секого подеднакво? Ете, тоа е тоа што го зборувавме. Јас сакам да верувам, доколку не го дочекаме тоа, доколку не воспоставиме систем на право и правда, затоа што едно е системот на право, а друго е системот на правда. Значи, ние мораме да ставиме еквивалент меѓу правото и правдата и доколку тоа не го дочекаме, тогаш Македонија нема да постои. Јас искрено сакам да верувам дека ќе го дочекаме, но повторно се враќаме на истото, за да го дочекаме потребна е некоја нова власт, потребни се некои нови луѓе и потребни се некои нови односи во државата, кои таа и таква нова власт ќе ги воспостави. Господин Ангеловски, вие на 10. овој месец објавивте една колумна во денешен весник со наслов "Сертифицирана вистина на либералниот комунизам". Од она што со Бети го прочитавме во колумната, свативме дека поводот за тоа е отстранување на ваши текстови од социјалните мрежи. Дали само отстранувањето на вашите текстови ве испровоцира да напишете ова колумна со ваков надпис, или зад овој наслов се крие и нешто друго? Дали знаете кој стои за ваквите отстранувања и зошто ви ги бришат? Каде исчезна демократијата и правото на мисла и говор? Ви наликува ли и на вас ова на комунистичка цензура од идеолошко-цензорскиот период, наречен ждановизам, според советскиот пандем на Гебелс Андреј Жданов? Ако е така, ќе сакате ли за нашите слушатели и гледачи да ги кажете која била неговата животна задача? Знаете, јас пишав и во текстот, не оти моите текстови ќе ја променат суштината на нештата во Македонија. Не оти моите текстови се најчитаното четиво во оваа држава и највлијателното. Меѓутоа, самото тргање на текстовите, кои сум ги напишал и сум ги објавил, а зад кои во секој момент стојам со целото свое име и презиме и се она што го кажувам и го пишувам, зад сето тоа стојам со име и презиме, наспроти тие тимови кои ја чуваат верифицираната вистина, кои се кријат, кои немаат ниту име, ниту презиме. Не е проблемот во мене, не е проблемот ниту во Македонија. Проблемот е на светско рамниште, каде што едноставно тие либерални комунисти, затоа што либерализмот е всушност американскиот комунизам, да не го објаснувам повторно, кој во 50-тите години кога сватиле дека не може да се продаде како комунизам, го менува името во либерализам. Денес тој либерален американски комунизам полека, владеејќи со светот, и го покажува своето вистинско лице. И затоа јас го споредив со ждановизмот во времето на Андреј Жданов, човекот чија главна животна цел била да контролира што, кој и како мисли, размислува и пишува, и при тоа да дозволи да мисли, размислува и пишува само оној кој размислува, мисли и пишува според насоките од центарот на моќ. Во тој момент центарот на моќ бил Сталин и била централната комунистичка власт. Денес центарот на моќ е либералната или либерално-комунистичкиот центар на моќ во Вашингтон, кој исто така
како во времето на Жданов, сака да контролира кој, што и како размислува и нему да му биде дозволено да размислува и да пишува само на оној кој размислува и пишува во според нивните насоки. И јас не случајно го споменав еден од најголемите американски новинари Крис Хеджис, човекот кој е добитник и на Пулицеровата награда, кому, ако мене во една мала Македонија, на еден мал Страшо Ангеловски, му избришале 2 или 3 текста, нему од YouTube каналот му ги тргнале 6 години труд на неговото шоу во живо On Contact, сето тоа го избришале и тој вели, дали сте сега поинформирано и подемократско општество од како ме избришавте мене. И вели, дали кои се тие кои знаат се за нас, а ние не знаеме ништо за нив и кои си дозволуваат да го бришат тоа што ние го пишуваме и така натаму и така натаму, и кои се тие ждановисти во Република Македонија, јас навистина не ги знам со име и презиме, затоа што се кријат како змијата нозете. Меѓутоа, едно мора да биде јасно. Тоа се луѓе неуспешни во новинарството, кои не можат заради својата неспособност, не можат да излезат на пазар, на новинарскиот пазар и да се продадат и од тоа да можат да живеат, и мора да се продадат на некој кој ги плаќа за да вршат цензура. Тие луѓе едноставно седат над отворените компјутери и само следат кој што напишал и дали е тоа напишано онака како што газдата кој нив ги плаќа размислува и дозволува да се пишува. Тоа се конечно луѓе кои и во најверојатно и во времето работеле како кодоши, работеле како соработници на службите и денес добро платени продолжуваат да работат како соработници на тие и такви служби кои вршат цензура во општествата и накрај самите себе си се представуваат како верифицирани чувари на фактите и на вистината и велат дека тоа меѓународна мрежа на чувари на вистината ги верификува нив. Ами тоа знаете како е. Верификуваните чувари на вистината од Македонија ги верификуваат оние во Словачка, оние од Словачка ги верификуваат оние во Словенија, тие од Словенија оние во Полска и тоа е на онаа српската питај мог брата лажова. Значи еден со друг си се верифицираат, создаваат мрежа на цензори, мрежа на наблюдувачи кои бришат се што не е според логиката на оној кој ги плаќа, а тој кој ги плаќа е либералниот комунизам со седиште во Вашингтон. Така, слушнавме и за ждановистите во Македонија. Сега нешто друго околу американските истражители кои пронајдоа докази за корупција кај струшкиот градоначалник Разим Мерко, го ставија на црната листа македонското правосудство, односно обвинителството, се уште ги разгледува старите предмети кои со години се чувале во фиока. Дали очекувате дека македонското обвинителство пред се од страна на обвинителот Ислам Абази ќе излезе со став дека навистина Мерко е замешан во висока корупција или пак сето ова е само фрлање на прашина на оние од правда? Се свете ли правосудството да чека Амин од Ахмети за покренување на некоја истрага? Би било навистина смешно доколку кој да е во оваа држава поверува дека токму Рамиз Мерко и само тој е закана за националната безбедност на Соединетите Американски држави и токму тој се најде на црната листа на САД. Ами, дали навистина некој верува во нештата кои ни се сервираат? Значи, сето ова е уште една игра. За жал, во оваа игра учествува и амбасадорката на Соединетите Американски држави во Република Македонија. Јас упорно говорам дека Соединетите Американски држави во последниве 15 или 10 години, ако пред тоа правеа војни за господарат со државите, ако потоа одеа со куфери со пари и купуваа политичари, во последниве години тоа го прават со дозволувањето домицилните, домашните политичари да
вршат корупција и криминал. Тие ги поттикнуваат на корупција и криминал, им дозволуваат да го прават тоа, ги евидентираат нивните криминални и коруптивни сделки и потоа со тоа ги уценуваат да работат во интерес на Соединетите Американски држави. Господјата Агилер која дојде за да ги подсети македонските политичари дека треба да работат според нејзин диктат, прво што рече ќе се справиме со корупцијата и криминалот. Тоа ќе рече, ако некој сака да чита меѓу редови, значеше дека ако сум нова, во мојот компјутер стојат вашите криминални и коруптивни дела и јас сега ви кажувам или ќе работите како што јас велам, или ќе бидете процесуирани. И второто нешто е она што претходно го реков, грубизацијата на системот. Значи, вие самата рековте дали се чекал дали Ахмети да дозволи ова или она, токму тоа е тоа, затоа што и Абази, и Мерко, и не знам овој и оној, сите се тие од дувлото на Ахмети, од Зајас или од не знам каде, и сето тоа се решава внатре во партиските простории на ДУИ, а не се решава во правосудниот систем на Република Македонија. Дали ова со отварањето на истражни постапки ви наликува на однапред договорена работа по претходен договорен исход со ослободителната пресуда од било каква одговорност, со оправдување дека обвинителството не нашло доволни докази за наодите кои ги објави Стейт департментот? Да, во секој случај, значи тоа на крај сето ќе се сведе на како на случајот со Верушевски, на кого сега оваа држава, на човекот кој 30 години од позиција на моќник работи против македонските национални интереси, денес таа македонска држава ќе треба да му исплати по 5000 денари или не знам колку за секој ден поминат во притвор. Така некако ќе завршуваат сите дела, ќе завршува целата правда и правдина во Македонија, се до моментот додека не се смени оваа власт, затоа што ние да се разбереме од дента, од како на Зоран Заев му беа дадени прислушкувани разговори на политичари, на новинари, на бизнисмени и на сите кои нешто значат во оваа држава, од тој момент во Македонија нема политика, од тој момент во Македонија нема правосудство, од тој момент во Македонија има само пазар, уцени и закани. И тоа сето можеме да го промениме само со парламентарни избори, со создавање на ново парламентарно мнозинство и со создавање на нова влада, која сето ова ќе го избрише и ќе започне од почеток. Како гледате на поднесената кривична пријава од страна на поранешниот министер за правда Михајло Мановски до јавното обвинителство и до обвинителот Бубевски против следниве лица? Премиерот Ковачевски, Ардан Груби, првиот вице-премиер, против заменик на председателот на владата Бојан Маричич, против министерот за транспорт и врски Бечваски, како против директорот на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми, поради постоење основно сомнение дека сториле кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување во врска на потпишување и реализација на договорот за изградба на делницата од коридорите 8 и 10Д со конзорциумот на Бектриенка. Вие не сте правник, но сепак би сакале да го слушнеме вашето видување за ова? Па, може би моето толкување ќе биде повторно политичко, затоа што навистина не сум правник, меѓутоа, јас сум искрено задоволен од потегот на поранешниот министер за правда и поднесувањето на ваквите кривични пријави, едноставно за да се покаже дека постојат во држава и луѓе кои размислуваат разумно и луѓе кои сакаат да се борат против она што им се случува, меѓутоа, најверојатно дека требаше во таа кривична пријава да се најде и името на американската амбасадорка за поттикнување во ова злосторничко здружување, затоа што ние сме сведоци на нејзините изјави, најпрво на присуството кога се отвараше плочата со која се отвараше почетокот на работите, па потоа таа жена излезе и кажа дека нема ништо коруптивно, дека нема ништо спорно во овој договор, значи дека таа врши поттикнување на овие луѓе кои тоа го работат, така што јас кога би ја проширил истрагата, да речеме, и ако е таа заштитена со дипломатски имунитет, меѓутоа доволно е да се најде
во друштво со овие криминалци, за да се знае дека криминалот е малку поширок, а не е само во рамките на овие 4-5 минути. Во вторникот се случи пожар во подрумските простории на судот во Куманово, во кои простории се чували залихи на нафта и муниција. Јавноста остана покуса за информациите како на пример што барала муниција и нафта во подрумите, кога се знае дека обично во подрумите на такви установи се складираат документи кои према законот треба да се чуваат и до 10 години. Што и какви документи и материјали има во тие документи кои ги складираат во подрумските простории. Понатаму, дали пожарот е избувнат поради проблем со инсталацијата или намерно поради палење на документацијата. Дали вие имате некоја информација која би ја споделиле со нашите слушатели и гледачи? Ако немате, која е вашата претпоставка и какви се вашите очекувања? Ке видели јавноста одговорност за овој случај, која одговорност е неминовна или повторно, како и многу пати, властодржците ќе останат неми, а виновникот повторно ќе биде фамозниот кабел. Да, за жал немам информации околу ова, меѓутоа ако сакаме да бидеме саркастични, ќе кажеме дека нели продолжниот кабел е виновникот, како во случајот со модуларната болница во Тетово, и најверојатно истрагата накрај најмногу што може да дојде до чуварот на судот, од тука натаму веќе е забрането. Инаку сето ова повторно говори за нефункционирањето на оваа држава, за демонтирана, не можеме повторно ќе речем да зборуваме за демонтирана и нефункционална држава, затоа што во држава која функционира не може да се најде муниција, не може да се најде нафта онаму каде што не е местото. Во држава која функционира, документите кои треба да бидат заштитени, ќе бидат заштитени по секоја цена. Ами јас ќе ви го кажам примерот со Дизелдорф, да речеме библиотеката во Дизелдорф која се наоѓаше на некаде 50 на метри до реката Рајна, значи многу блиску до речното корито, и која почна полека да тоне и се закануваше можност да потоне и таа богата библиотека и фондот во библиотеката да бидат уништени. Германците цигла по цигла, тула по тула и греда по греда, запишувајќи на секоја серијски број, ја демонтираа библиотеката, ја однесоа 150 метри подалеку од брегот, повторно тулите според серијскиот број ги вратија на старото место, ја создадоа истата библиотека на 150 метри понатаму и го зачуваа фондот на книги кој требаше да се зачува. Така работи држава која функционира и држава која размислува сериозно за својата иднина и за зачувување на она што треба да го зачува. За жал, пак ќе речам, по кој знае кој пат во овие 7 години, повторувам, две нефункционални држави постојат во Европа. Тоа се двете држави во кои беа инсталирани комедијанти на власт. Тоа е Украина со комедијантот Зеленски и тоа е Македонија со комедијантот Заев. Тие две држави се единствените целосно нефункционални држави во Европа и јас упорно говорев дека на нефункционалните држави им следува исчезнување и с краја дае се движиме токму натаму. Тој Зеленски ја движи Украина кон можноста таа држава да биде поделена, распарчена и да не постои, но за жал и власта на Заев и неговите наследници ја движат Република Македонија, која пак без војна, туку еве со вакви ситуации, со демонтажа на сите системи, не дај Боже, оди кон можноста да биде поделена и да не постои. Последните неколку дена од минатата недела и првите неколку денови од оваа недела, мајката на град Скопје ги остави своите чеда да се гушат во ѓубре како некоја маќера. Од ваквата постапка на површина излегува и информациите за фантомските вработувања во комуналното претпријатие Комунална хигиена. Како гледате најпрво на она што се случи со ѓубрето, потоа како гледате и на информациите кои ги изнесе Данела Арсовска околу фантомските вработувања, ако пред се има во предвид дека токму Арсовска пред една година дена ја постави сегашнава директорка на комуналното претпријатие.
каде беше директорката во изминативе 11 месеци да испита каде и се работниците за кои работници потпишувала да им се исплатат пари, кои не доаѓале на работа, дури имало и такви кои подолго време биле надвор од Македонија. И секако, ако сакате избор 2 за вокабуларот на Арцовска, како еден општ впечаток за тоа што сработи, а што не, бидејќи е на половината од нејзиниот мандат? Ќе се повторам најверојатно, чинам дека во една од минатите емисии кога гостував кај вас реков дека за жал градот Скопје и скопјани се заложници и жртви на битките во централната власт. Значи, она што се случува во централната власт се рефлектира во односите во градот Скопје. И токму вие го поставивте клучното прашање, зошто во минативе 11 месеци истите луѓе, значи истата градоначалничка и истата директорка на комунална хигиена, не ги пронајдоа овие нешта, овие аномалии со кои сега бомбастично излегоа, не ги пронајдоа тие 3-40 луѓе, од кои на крај излегоа 7 со исто презиме и така натаму, не ги пронајдоа, затоа што сега им беше наредено да ги пронајдат, затоа што сега ДУИ и централата на ДУИ започна војна против огнената група, затоа што токму сега ДУИ бара да си го расчисти теренот, е уплашена од поразот на изборите и како жртва и како заложник го зеде градот Скопје, и градоначалничката и директорката на комунална хигиена се справуваат со изет меѓити со водачот на огнената група преку ова што се случува во комунална хигиена, а граѓаните на Скопје се жртви на послушноста на Арсовска кон ДУИ и кон централата на ДУИ која ова го наметна. И од тука мислам дека ви е се јасно дека очекувам да излезе на површина сето ова, граѓаните на Скопје да сватат дека се жртви на таа политика, битка за централна власт и дека за жал, градоначалничката која откако беше изгласана со целосна поддршка и беше дури и номинирана од Коалицијата за обнова на Македонија, нејзината програма беше подготвена од екипите на коалиција, тимовите, стручните екипи на Коалицијата за обнова на Македонија, програма за која сега тврди дека ја подготвила и дека како ние од коалицијата сега не стоиме за таа програма. Господјата која многу скоро излезе со своја независност и рече дека повеќе не припаѓа и не соработува со нашата коалиција за обнова на Македонија, за жал врши дуизација на градот Скопје. Ние сме сведоци, таа рече дека нема партиски вработувања, нема партиски директори и ги тргна директорите на Коалицијата за обнова на Македонија, меѓутоа на нивно место донесе партиски директори од ДУИ, ГРОМ и Социјалдемократскиот сојуз. Едно е да бидете независени и да обстанете на таа независност, а друго е партиската припадност само да ја смените со друга партиска припадност. Ами доколку граѓаните на град Скопје сака ДУИ да владее со градот, ами тие ќе му дадеа на ДУИ најголема доверба и сега ДУИ ќе владееше директно, а не преку господјата Данела Арсовска. Граѓаните на град Скопје беа токму вознемирени од дотогашното учество на ДУИ и на нивните неписмени кадри во управувањето со градот, со кој Петре Шилегов нели номинално управуваше и токму затоа побараа спас во Данела Арсовска и во Коалицијата за обнова на Македонија. Тоа е она што ни се случува. За жал, господјата Арсовска е паметен човек, не е жена која не знае, не е жена која не умее, меѓутоа најверојатно заедно со уште еден градоначалник кој се наоѓа во Скопје, не знам како и зошто е влезена во канџите на СДСМ и на ДУИ. Вие, советниците, побаравте и одржавте вонредна седница. Какви одлуки донесовте на таа вонредна седница и како гледате на тоа што градоначалничката Данела Арсовска не се појави на таа вонредна седница? Јас ќе ви кажам искрено, некаде кога започнаа тие невкусни
дискусија, јас ја напуштив седницата, јас им кажувам и на самата седница, на останатите советници, јас сум човек кој живее со 3 збора во животот, тоа е принцип, достоинство и интегритет. И оној кој не го почитува мојот интегритет и моето достоинство, не заслужува ниту јас да го почитувам неговото, затоа што сепак почитта е двонасочна улица и таа може да оди само во двата правци, доколку госпоѓата Арсовска мене, како советник, кој е избран на исти избори како што е избрана и таа, ние 45 мина советници сме избрани на потполно исти демократски и непосредни избори како што е избрана и госпоѓата градоначалник, доколку таа не чувствува потреба нас да не почитува со целото наше достоинство и интегритет, и јас лично, може би другите советници не, јас лично не сум подготвен да го почитувам и нејзиното достоинство и интегритет, и јас ја напуштив седницата и ќе ја напуштам секогаш кога ќе сметам дека се нарушени моите три принципи според кои живеам и во приватниот живот и во политиката, а она што како одлука беше донесено да се започне со расчистување, најкратко речено, со расчистување на состојбите во комунална хигиена Скопје. Ајде да се вратиме повторно на тема кој што се надвор од Македонија, но сепак поврзани со Македонија. Која е вашата општа оценка на одржаниот самит на НАТО? Како гледате на новиот план за приближување на Украина кон НАТО? Кој план го представи секретарот на НАТО Алијансата? Кој е вашиот став за учеството на Володимир Зеленски на овој самит, како и за неговото обраќање? Према вас, дали Украина ќе биде за скоро 33-та земја членка на НАТО Алијансата и кога тоа би се случило? Искрено би сакал да не биде членка на Алијансата, затоа што военно-индустрискиот комплекс во Соединетите Американски држави, кои управуваат со сенилниот Бајден и преку него ги искажуваат собствените ставови, тие ја туркаат Украина кон членството во НАТО, но дента кога Украина би станала членка на НАТО, во тој момент започнува Третата светска војна. Доколку некој тоа го сака, тогаш да, поддржувајте го, нека го поддржува за членувањето. Зошто? Не за членувањето на Украина во НАТО. Зошто велам започнува Третата светска војна? Не затоа што јас така размислувам, нели, и затоа што моето мислење е она која ќе поттикне или не. Едноставно, затоа што според членот 5 од Уставот, статутот на НАТО, е јасно доколку една земја членка на НАТО е во војна со која и да е друга, сите држави од НАТО се во војна со таа држава. Тоа ќе рече, во моментот кога, ако не е завршена специјалната воена операција во Украина, а Украина стане членка на НАТО, во тој момент сите земји членки на НАТО веќе по автоматизам влегуваат во војна со Руската Федерација. Дали тоа му треба на светот? Дали тие воени јастреби посакуваат уништување на светот? Јас овде ќе кажам ќе направам мала дигресија на една телевизија која се занимава со готвење, значи со најприземни нешта. Наидов на еден податок дека некаде во Скандинавија има изградено подземни тунели каде што е создадена база или како да го наречам тоа, место каде што се чуваат семиња од сите растенија во светот. Некаде во овој момент имале околу 36.000 различни семења, подготвени се да отидат до 4 милиони семења, и зошто ова е многу интересно, ги чувале тие семења за да може да ги употребат за земјоделие после атомската војна, после нуклеарната војна. Значи, дека некој во светот сериозно размислува за нуклеарна војна, дека некој во светот сериозно сака да го втурне светот во таа нуклеарна војна и сериозно размислува токму Европа да биде жртвата на таа нуклеарна војна, затоа што токму би се одвивала на тлото на Европа, токму европските држави биле првите жртви на нуклеарната војна, меѓутоа
не верувам дека кој ќе се спаси од сето тоа. Сакам да речам, самитот на НАТО, јас преска споменав, беше целосно неуспешен, затоа што тој самит беше замислен како прослава на успешната украинска контраофанзива. За жал, таа контраофанзива заглави во украинската кал, за жал, со многу жртви. Украинците успеа да изгубат техника и да изгубат жива сила. Ние сите треба да сочувствуваме, ние сите, повторно ќе речам, треба да се заложиме за враќање на мирот, а не да се залагаме за понатамошна ескалација на судирот и понатамошно вооружување на украинската војска. Инаку што се однесува до Зеленски, Зеленски е истиот комедијант кој го имавме и ние, човекот кој го бацуваше пенкалото на Столтенберг, овој најверојатно сега не знам што бацува, меѓутоа го видовте на крај на самитот како беше екскомунициран, како беше одстранет, додека другите си честитаа, се поздравуваа и разговараа, Зеленски беше тргнат на страна. Тоа е судбината на сите кои си го предале сопствениот народ и сопствената држава заради туѓи интереси. На крајот на краиштата да не се враќаме многу далеку, да се вратиме 20 на години наназад. Еден Осама Бин Ладен беше вооружуван и беше удиран порамо токму од воено-индустријскиот комплекс на САД, потоа беше ликвидиран од нив, еден Садам Хусеин. И да не одиме да не ги набројуваме сите кои беа поттикнувани и вооружувани, како што е денеска Зеленски. На крај не би сакал, меѓутоа најверојатно и тој човек ќе заврши така како што завршија и тие. Господине Ангеловски, каков е вашиот став за отворен Балкан кој моментално е во некакво мирување поради судирот Србија-Косово? Дали ќе преживее? Значи, јас имам јасен став околу отворен Балкан. За мене е тоа неприфатливо и за мене е тоа српско-албанска коалиција или српско-албанска лабава федерација на сметка на македонскиот народ и македонските интереси. Големата Србија и Албанија заедно со Косово и со албанците во Македонија ќе бидат тие кои ќе одлучуваат во еден таков не дај Боже отворен Балкан, инаку јас отвореноста, отворено општество, отворен Балкан, тоа значи незаштитено општество или незаштитен Балкан, и не случајно Сорос со своите пари најпрво влегуваше во државите, ги отвараше, создавајќи отворено општество, за да може потоа центарот на моќ да влезе и таа држава да ја окупира и да владее со нејзе. Сега, тој отворен Балкан ни се нуди како алтернатива на Европската Унија, меѓутоа мораме да бидеме, јас по кој знае кој пат повторно ќе речам, тој елитен западно-христијански цивилизацијски клуб не сака нас православните и муслиманите во нивното друштво. Ами надвор од Европската Унија во овој момент се наоѓаат само тие кои имаат мнозинско православно, муслиманско, мешано православно муслиманско население, а сите останати, затоа и Украина не е членка, затоа што се уште мнозинството се православни. Меѓутоа, во Украина, Ватикан веќе 30 години работи на унијатството, работи на создавање на услови од Украина да направи унијатска држава, како што се Грција и Бугарија, за да може да влезе во елитниот цивилизацијски клуб. Господин Ангеловски, следната 2024 година треба да се случат избори за нови пратеници во Европскиот парламент. Ако се земаат во обзир сегашните анкети кои излегуваат, од кои се гледа дека Европскиот парламент ќе има поместување кондесно, какви се вашите очекувања? Дали навистина ќе се случи тоа померување кондесно и ако се случи, како тоа ќе делува за натамошното проширување на Европската Унија, особено како тоа ќе делува на македонскиот пат кон ЕУ? Значи, јас ќе бидам многу искрен, во моментов ние во Европската Унија немаме десница. Либералниот комунизам или левицата управува со државите во Европа и управува со европската наддржава Европска Унија, со еден исклучок можеби со
Унгарија, каде што управува десничар, човек со интегритет, политичар со интегритет, човек кој не се плаши да ви каже своите ставови и не се плаши да се бори за своите ставови, за својата држава и за својот народ. Имено, ние во овој момент имаме она што значи левица, лева политичка ориентација како остаток од четвртата интернационала на троцкизмот. Таму некаде припаѓаат Подемос во Шпанија, припаѓа нашава левица и припаѓаат екстремните комунистички левичари кои не се ни плашат од своето темно комунистичко, од својата темна комунистичка идеологија, не се срамат, туку видовте со примерот на левица и на нејзиниот лидер, дури и се поклонуваат на гробовите на најголемите комунистички диктатори како што е Енвер Хоџа. Тоа е едната страна на левата идеологија. Втората е онаа социјал-демократската, каде што е Европска надпартија, каде што членува и Социјал-демократскиот сојуз на Македонија. Меѓутоа, во таа лева идеологија нема ништо за жал од социјал-демократијата. Социјал-демократијата допрва треба да се врати назад на политичката сцена, туку таму се меките либерални комунисти. И најдесно концентарот во оваа лева идеологија се наоѓа Европската народна партија, така наречена граѓанска десница. Значи, не можете вие како десница да градите граѓанско општество и да имате граѓанска идеологија. Со самото тоа, вие сте дел од левата идеолошка премиса. Десницата во Европа е онаа која либералните комунисти ја нарекуваат крајна десница, радикална десница. Тоа е всушност најнормалната десна идеологија која си се залага, како што Орбан се залага за неговата држава и народ и ставови, која си се залага за интересите на својата држава и на својот народ. Меѓутоа, на глобалистите кои владеат со европската наддржава, не им одговараат силни европски држави, не им одговараат силни европски лидери, кои едноставно ќе ги протераат од местата каде што земаат по 30.000 евра плата. Искрено се надевам дека европската десница ќе се разбуди, дека ќе се реорганизира и дека ќе почне да победува не само на изборите за Европскиот парламент, туку ќе победува се почесто и на националните избори за домашните парламенти. Доколку тоа не се случи, доколку десницата не ги освои државите и европската наддржава, тогаш само Господ нека ни е на помош, тогаш дефинитивно до крај ќе влеземе во цензорската, во ждановистичката темница на либералниот комунизам, кој ќе ја предизвика Третата светска војна со нуклеарни и несогледиви последици. Господине Ангеловски, разговоров ќе го продолжиме со неколку блиц прашања на кои посакуваме пократки одговори. Како гледате на изјавата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски дека она што се случи во град Скопје со ѓубрето, односно со комунално здравје, било политичка пресметка на грбот на град Скопје? Па мислам дека се согласуваме со Спасовски конечно. Околу нешто, нели, јас го кажав истото, сметам дека граѓаните на Скопје и градот Скопје се заложници на таа битка за централна власт и Спасовски очигледно има повеќе податоци од мене и ги лоцирал проблемите точно. Како гледате и на информацијата која што излезе во јавност, а тоа е дека шестоделенците во Македонија ќе учат историја како да е дојдена од бугарската и грчката кланица, односно спакована од страна на бугарските и грчките историчари. По чив диктат гасне македонизмот од учебниците? Значи, ова ќе се обидам повторно многу кратко. Мислам дека и минатиот пат го кажав. Кога некој ќе окупира една држава, втората фаза е асимилација на народот на таа држава. Што значи асимилација? Тој процес на асимилација започнува со бришење на името на државата, на народот, со менување на образовните програми според потребите на асимилаторот, со менување на имињата на улици, со менување на црквата
православна црква која во државата. Денес, оние кои ја окупираа Република Македонија со пучот од 2017-та, луѓето кои инсталираа северно-македонска држава овде, денес вршат асимилација на македонскиот народ во северно-македонска некаква идна нација. И започнате процесот на асимилација, меѓу другото и со процесот на менување на образовната програма, на учебниците и на сето она со што најлесно се уништува еден народ. Ами не рекле Бадијала, ако сакате да уништите еден народ, уништете го неговото образование. Токму тоа, асимилаторите на Република Македонија, окупаторите кои вршат асимилација, го работат токму тој процес во момент. Како гледате на одлуката на струшкиот градоначалник Рамис Мерко да постави знаци за забрана на движење по бекини и шорцеви за капење за време на летната сезона, со цел да се зачувала позитивната слика на Струга и да се спречела голотијата во јавноста? Ќе гледав исклучително добро на сето тоа, доколку беше честно и искрено и доколку и во однесувањето на Мерко нема двојни стандарди и лицемерие. Зашто станува збор? Дуи и партијата на која тој припаѓа, значи и тој лично, се залагаат за воведување на еднаквост, народова еднаквост, на ЛГБТ заедницата во Македонија, зголемени права на ЛГБТ заедницата и дури внесување на ЛГБТ стандардите во образованието на нашите деца. Значи, доколку Мерко не се спротивставува на ваквите обиди за морален апартхеид, односно едно ЛГБТ малцинство да завладее со државата, со образовниот процес и да им диктира на нашите деца што ќе учат според незините стандарди, а денеска му пречи жените облечени во бикини или не знам во костим за капење, тогаш тоа зборува за неговата дволичност, лицемерие и двојни стандарди и затоа не го прифаќам како такво. Како гледате на пораката која министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, користејќи ја бината за време на отворањето на Охридското лето, наместо за фестивалот, зборуваше за лажни вести и за високите цени, обвинувајќи ги угостителите на Охрид дека цените наликувале како да се плаќа воена одштета? Знаете, што се однесува до цените и до угостителите, јас навистина не гледам, ама навистина не гледам никаква врска, никаква поврзаност министер за култура на отварање на една значајна културна манифестација да говори за цените на угостителските објекти. Од тука можеше, например, да говори и за цените во маркетите, може би се и тие доста повисоки во Охрид, со тоа што значи навлегува во приземни житејски нешта кои нема никаква допирна точка со културата. А што се однесува до говорењето за лажните вести, повторно е тој обидот за цензурирање на слободата на мислата и на говорот. Знаете, кога за прв пат е употребен терминот лажни вести, односно теорија на заговор? Веднаш после убиството на Кенеди, откако ЦИА се обиде да направи поинаква официјална верзија на убиството на Кенеди и откако се јавија вистинските тврдења, нели со сведоци и со се, дека не е токму така, дека не е Ли Освалд единствениот, ЦИА започна да го користи терминот теорија на заговор и лажни вести. Тоа ќе рече, секогаш кога се соочени со вистината, секогаш кога нивното тврдење и нивниот став не може да го издржи нели притисокот на вистината, тие прибегнуваат кон тоа дека се шират лажни вести, па постои теорија на заговор и тоа е добар знак дека ја немаат вистината во како своја ексклузивитет, туку дека вистината не може да ја сопрат, таа е како песок која низ грстот, низ рацете паѓа и тие се свесни за тоа. Како гледате на изјавата на Османи дека промената на личните документи морала да се направи до 14 февруари 2024 година, бидејќи тоа било во согласност со договорот од Нивици? Жално е што таков човек, повторно ќе речем, во целата оваа криза на лидерство, на луѓе кои знаат и умеат, што таков човек воопшто и се обидува да толкува некои нешта, еве и да го земеме тој
тој несреќен договор од нивици, да ја земеме таа капитулација која е подпишана, дека е валидна, во нејзе јасно стои дека договорот од нивици започнува со имплементација од моментот кога ќе се пристапи кон разговори со Европската Унија и кон имплементација на поглавијата. Тоа ќе рече во моментот кога ќе се отвори едно поглавје, да речеме поглавието за локална самоуправа, дури тогаш во тоа поглавје може да се менуваат имињата на државата и така натаму и така натаму. Во ситуација кога ние не само што немаме започнато преговори со Европската Унија, туку во ситуација кога постои опасност дали Европската Унија ќе продолжи да екзистира, ваква каква што е, бидејќи гледате се повеќе барање има за нејзина реформа, односно да почне да делува како сојуз на суверени држави, тоа последно стаса од најголемата држава членка на Европската Унија, од втората по големина партија Алтернатива за Германија, барање да се формира како да се реформира како сојуз на суверени држави. Тоа ќе рече дека инсистирањето на Османи и на кој да е друг да се вршат промени во македонското ткиво, без да биде потребно, повторно само говори за едно, за притисокот на големите европски сили, Франција и Британија, за да ја снема Македонија и да се избриши македонскиот народ. Каков е вашиот став за последните закони кои владата им стави европско знаменце, особено на данокот за даночна солидарност? На кого, односно на која група на граѓани им оди во корис овој закон, а на која група граѓани ќе им го отежни животот? Ќе се обидам со сарказам да одговорам, значи очигледно министрите кои јадат бифтеци од крокодили и од не знам што, ќе треба да ги платат малку поскапо со ваквото оданачување, а од сето тоа полза нема да има обичниот народ, нема да имаат никаква полза македонските граѓани, за нив треба нешто сосема друго, за нив треба покачување на платите, за обичните граѓани, за вработените, за пензионерите, за социјалните случаи, треба покачување на нивните примања, а намалување на примањата на функционерите, односно укинување на оние 78 или не знам колку проценти покачување. Како гледате на одлуката на владата за спојување на двете концесии за експлоатација на минерална суровина и на руда, на бакар и злато за рудниците во Струмица, односно за рудниците на смртта, како што ги нарекоа екологистите? Како гледате и на најавата на министерката за животна средина Каја Шукова дека денес и таа ќе била на закажаниот протест? Јас најпрвен ќе се извинам на министерката, до денес, додека не објави дека ќе биде на протест, јас не знаев дека се викала Каја Шукова. Значи, најпрвен еве морам да и се извинам. И доколку е искрено нејзиното присуство таму, тогаш да го поздравам. Доколку е повторно лицемерие и се тоа двојни стандарди, тогаш ќе излезе на виделина, инаку она што се случува е на тамошна дуизација на Македонија, значи дел од структурите на ДУИ, после се што успеа да добијат за безпари од природните богатства, од територија, од се она што постои во Македонија, накрајеве се обидува преку овие закони и преку се тоа да истурка и добивање на рудниците за злато во источниот дел на Македонија. Овој народ тоа нема да го дозволи, е очигледно дека ова нема да помине туку така и дека протестите ќе бидат трајни и нема да се дозволи грубизација и дуизација и на наисточниот дел на Македонија и влез на незаситните албански криминалци кои од Македонија, кои преку фирми од Косово или од Албанија, каде што ги перат парите, влегуваат повторно назад и ги злоупотребуваат и ги крадат македонските природни богатства. Господин Ангеловски, како гледате на информацијата дека Данела Арсовска ќе регистрира нова политичка партија која ќе биде во коалиција со Стефче Јакимовски и со Апасиев во обид да го рушат Мицковски и ВМРО ДПМН, иако навистина дојде до остварување на една таква коалиција, но иако не дојде, во чива корист ќе обработуваат Данела Арсовска и коалицијата, и како гледате на фактот што формирање на вакви политички партии се прават од позиција на градоначалничка фотелја?
најпрвино, освен да и посакам среќа, не можам ништо друго. Е малку невкусно, затоа што госпоѓата Арсовска, поддржана од 200.000 или не знам 150.000 ВМРО-вски гласачи, дојде во позиција да се прикаже, да се представи пред македонската јавност, пред скопската јавност, за да може да влезе во авантура, да формира партија. Што се однесува до коалицијата на Арсовска, Јакимовски и Апасиев, ќе видиме, ќе покаже времето дали тоа ќе се реализира или не. Меѓутоа, едно да е јасно, дали како официјализирана коалиција или не, сите тројца работат под диктат на централната власт на СДСМ и ДУИ за условно речено намалување на рейтингот на коалицијата за обнова на Македонија пред се на ВМРО ДПМН и ги следите наративите на сите, тие се исти и подеднакви. Удбашката централа на СДСМ и на ДУИ си се врати на старите удбашки методи на работа, тие увидоа дека во еден период го напаѓаа ВМРО ДПМН како политичка партија и видоа дека таквите напади само го хомогенизираат членството на партијата и на македонците за кои ВМРО-то како историја е света работа и сега го применуваат најстариот удбашки метод. Лична дискредитација на човек. И гледате дека и СДСМ, и ДУИ, и Апасиев, и Јакимовски, и Арсовска, на сите тие имаат еден заеднички таргет, тоа е Христијан Мицковски. Така се прави раздор внатре во ВМРО ДПМН, така ќе се обидат да направат раздор и во коалицијата за обнова на Македонија. Тоа е таа шеста колона која јас ја постојано ја говорам. Значи, ако имаме петтата колона, се секогаш албанската политичка елита, која на четирите колони на СДСМ му доаѓа на помош, сега е ова шестата колона, која, гледате, не се занимава со централната власт, не се занимава со криминалот и корупцијата на СДСМ и на ДУИ, туку се занимава само со личноста на Христијан Мицковски. И кога ќе им речете зошто не ги напаѓате и оние од СДСМ и од ДУИ, она старата проверена метода. Па за нив е веќе се јасно. Сите знаат дека се криминалци и корумпирани, туку ние овде ќе ги отвараме корупциите и криминалот. Тоа ќе рече, не знаат сите. Онаму кај што постојано повторувате и изборувате, таму се насочува вниманието на јавноста. И ако ги одмолчувате криминалите и корупцијата на СДСМ, а се насочувате во еден друг правец, вие точно го насочувате и вниманието на јавноста и работите за внатре партиско и внатре коалициско разединување само и само за да може коалицијата на СДСМ и на ДУИ да остане на власт. На крајот на краиштата, една коалиција, една власт која нема што да понуди, која нема успеси во работата, која нема идни проекти кои би биле веројатни за да бидат реализирани, таа и таква власт само на еден начин може да обстане, со уништување на опозицијата, користејќи при тоа луѓе кои како тројански коњи биле уфрлени внатре во таа коалиција. Не му се случува ова прв пат, не и се случува на македонската десница ова за прв пат. Ами ние имаме примери и примери, тргнувајќи од Тупурковски и неговата демократска алтернатива, па преку Тито Петковски и неговата НСДП, која влезе во владата во 2008 или не знам кога, па преку Павле Трајанов, па преку овој и оној. Тоа се левичари уфрлени како тројански коњи внатре во коалицијата, во десната коалиција во Република Македонија. Меѓутоа, од незадоволен и инструиран левичар, вие никогаш не можете да создадете автентичен десничар кој идеолошки ќе остане со вас, туку ќе биде тука се додека сте му потребни, ќе биде тука за реализација на сопствените интереси и на крајот, за да на неговите идеолошки левичарски браќа им помогне да останат на власт. Господине Ангеловски, чест и задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени.
Ви благодариме од срце што бевте дел од емисијава. Ви посакуваме убав викенд како и секогаш. Пријатно до слушање и скоро довидување. Јас на крајот повторно ќе се извинам доколку бев малку подолг во образложувањето на нештата, меѓутоа верувајте ми, сакам нашите пријатели, оние кои не следат, оние кои не слушаат, сакам да ги знаат нештата онакви какви што се, а не како што верифицираните проверувачи на факти им ги нудат. Поздрав и од мене. Повеќето информации се секогаш добре дојдени. Остануваме во контакт и наскоро повторно се надеваме дека ќе се видиме и чуеме овде. Само живи здрави, да имаме убави денови, убаво лето ни е овде, вие имајте убава зима таму, нашите оние луѓе кои не гледаат, нека имаат убав ден. Се надевам пак ќе се чуеме. Довидување.